Нашата следна тема во Бразди е темата лешници. Со овој разговор само ја најавуваме темата, после овој разговор ќе го погледнете и разговорот со нашиот гостин од Италија во студиото, а како завовет на темата разговараме со еден производител на лешници кој што неколку години се занимава со производство. Колку години е за почеток, колкав насад имате под лешници? Вака сега, значи, како прво да ви се заблагодарам што ме поканивте во емисијата и би сакал да кажам, значи со лешник се занимавам веќе трета година, сега почнуваме. Идејата ја добив, можам да кажам дека од вашата емисија, гледајќи ги вашите репортажи, пратејќи ги. И во моментов се заинтересирав и почнав да истражувам малце за темата лешник. Така да добив до интересни податоци, тоа е растение, плод кој што е дефицитарен на пазарот, на берзите, цената скока во моментов. Интересна цена во Македонија има 1250 денари е малопродажната цена, што е фасцинантно, дури еднакво на цената на златото што. Каде е вашиот насад, на која надморска висина, какви услови, какви климатски? Вака, насадот кој што јас го подигнав е на 1000 метри надморска висина во Пехчево на 1 хектар. Сега сме во процедури на подигање на нови насади, на нови површини под лешник, бидејќи како инвестиција долгорочна е многу важен момент и многу интересно за луѓето кои што имаат слободни површини да не стоат така нивите, туку да ги обработуваат и да остварат дополнителни и значителни приходи од Бара ли многу ангажман? Искрено на почетокот мислев дека многу бара ангажман, но да бидеме реални не е нешто кое што многу ве оптеретува постојано, значи се знае има време кога треба кои работи да ги извршите, тоа оди преку имаме стручни лица кои не упатуваат во тоа, не усовршуваат, така да не е нешто кој одзема многу време и многу труд. Нашата идеја за поводот за овој разговор е секој нешто ќе се заинтересира за подигање на лешник, работата од старт, од почетокот да ја фати како што треба. Колку е тоа значи? Тука е најзначајниот момент, значи стартот и почетокот, од кога ќе се сето тоа добро испегла и некој ќе се одлучи тоа да го направи, многу важен момент е како тоа ќе се направи, односно како ќе се подигне површината, односно на почетокот припремата, насадот, многу битен фактор е изборот на лешникот, насадот кој ќе се подигне да биде здрав, сертифициран со потекло, генетски потенцијал. Така. Да нема болести. Тоа е многу најзначен елемент, бидејќи тоа е долгорочна инвестиција. Ако вие на почетокот утнете и посадите не знам што, кога ќе сватите подготовката на она длабоко риголовање, педолошка анализа. Да, тоа тие се сите значајни моменти, значи од кога не тебе. Значи апсолутно, бидејќи од тоа зависи иднината на насадот, на површината на вашата инвестиција, а и на крајот бенефитот од тоа ќе го добиете. Благодарам за ова кусо гостување, кус информации. Разговорот сепак ќе мора да го продолжиме на вашиот насад во некоја од следните емисии. Ова е само како повод за едно гостување идно, кое што ние ќе дојдеме таму директно на нас. Така, ви благодарам на поканата и би ги сите кои се заинтересирани би можеле да ја посетат страницата leshnikmk.tk, односно тоа е еден проект Лешник во Македонија, каде што ги имаат сите така почетни иницијални информации за начинот на подигање на насадите, одгледувањето и накратко тоа би било тоа. Се од стручни лица. Да. Благодарам еве за овие информации. Тука се селиме во студиото да поразговараме со гостинот кој е дојден од Италија, кој е експерт за одгледување лешници. Италија е една од светските сили во одгледување лешници и нивното долгогодишно искуство е за секој респект. Поштовани гледачи, како што најавивме на самиот почеток, ние вообичаено во секоја емисија се трудиме да имаме некаков специјален гостин, нешто ново да ви представиме, нешто интересно, нешто што секогаш и вас ве интересира. Од оној интерес што го покажавте изминатата сезона за лешниците, еве на некој начин повлечени од тој интерес продолжуваме да информираме за таа тема која што предизвика доста голем интерес. Некако неоправдано изостанува лешникот на нашите полиња, култура која што е многу доходовна, многу приходна. Една од светските сили во производство на лешник е Италија и токму нашиот денешен гостин доаѓа од Италија, господин Джанлука Гризери. Добар ден, добре ни дојдовте. Од каде доаѓате, едно мало представување, вие сте денеска гостин на нашата емисија, специјално од Италија дојден во Македонија во посета. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui.
Добар ден на сите, знам дека оваа емисија е доста гледана, позната национална телевизија. Благодарност за поканата, за присуството и во оваа прилика сакам да ви подарам еден поклон за како мало внимание. Граци. Веднаш одма првото прашање, благодарам за подарокот. Првото прашање е едно мало представување колку време работите со лешниците, од кога се занимавате со оваа работа и што конкретно работите во Италија поврзано со лешниците? Sono un tecnico che si occupa del nocciolo. Значи, јас сум жалобен бисери, доаѓам од Италија, техничар сум по професија и се занимавам со одгледување и засадување на лешник. А лешникот како култура е многу застапен во Италија, во пределот Пиемонте, и каде што имаме засадено околу 70.000 хектари површина со лешник. Така, колку години се занимава со одгледување лешники, дали може да се каже дека ги знае сите тајни на производството на лешник и дали може да направи една компарација Италија-Македонија во однос на климатското поднебје? Sono 2 anni che è iniziato qui in Macedonia. Проектот Лешник во Македонија постои веќе 2 години во Македонија и се занимава со целта на проектот е одгледување и производство на лешник на начин како што се прави тоа во Италија и со луѓе техничари, способни луѓе од Италија и Македонија со заедничка нивна соработка. Кои се основните услови што треба да ги има на нивата за да биде добра за лешник? Надморска висина, вода, колку е важно да има? Come per l'Italia, la Macedonia può essere. И Македонија како и Италија е едно поднебје кое што нуди можност за добро заседување, добро одгледување на лешникот, како земјиштето, така и климата, но покрај тоа исто така треба да се знае да се обработи добро почвата, да се има добро сертифицирани и здрави садници. Ке знаат ли нашите земјоделци да го одгледуваат лешникот? Ке можат ли лесно да се снајдат? Бара ли некакви технички познавања околу заштита болести, други агротехнички мерки? Proprio questo progetto Lešnik in Macedonia. Затоа постои овој проект баш Лешник во Македонија за да ги научи, да ги советува и да ги обучи сите заинтересирани луѓе на правилен начин да го засада лешникот овде. Соработката на техничарите и стручните лица од Италија со стручните лица во Македонија треба да донесе соодветни резултати и соодветна обука. Минатата година направивме засадување на неколку места во Македонија на начин како што ние го промовираме засадување на тој тип лешник, токму за да покажеме и да обучиме одредени луѓе како тоа треба да се направи на правилен начин. Дали како култура лешникот е силна култура, не толку проблематична, не фаќа ли болести, има ли штетници кои што го напаѓаат, дали е од тој аспект полесна за одгледување? Il nocciolo. За разлика од другите култури како што се овошјата, значи лешникот спаѓа во култура која што е лесна за одгледување. И многу лесно се учи како тоа се направи на правилен начин. Значи за почеток е многу важно да се најдат и да се набават садници сертифицирани и здрави, добра почва и начинот на засадување да биде токму како што треба за да целиот продукт излезе со добар род. Два проблеми се многу важни. Едниот од нив е бербата. Се работи за ситни плодови, многу работна сила, многу големи трошоци. Дали кај лешниците тоа може да се надмине преку механизиран процес? Не е тешко да се направи добра берба и лесна берба на лешникот. Постојат машини за собирање на лешници и токму овој проект Лешник во Македонија е направен со таа цел не само да ги засади садниците, него и понатамошна поддршка и консултации и совети за сето тоа како да се олесни работата околу бербата. Така, и вториот проблем, втората исто важна работа е пласманот. На светски берзи гледаме дека е веќе се побарано, дефицитарна култура. Дали тој аспект е позитивно, дека ќе нема проблем со пласманот за лешникот? Последните овие години, значи лешникот е култура која што е многу барана во светот за откуп. Тој е производ кој што е многу скап на пазарот и постојано има побарувачка за него, кој што би била интересна исто за производство како за правење на бизнис. И сосема за крај, колку имате ли правено математики пресметки колкава е една инвестиција во 1 хектар
груба нека математика, се што треба да направи, обработка на почвата, садниците, да подигне 1 хектар под лешник. La spesa più grande. Значи да се одреди сумата која што би била вкупна за одгледување на 1 хектар лешник со сите трошоци и давачки, треба да се знае цената на садникот. Тоа би било од 3,5 до 4.000 евра за хектар. Значи, отприлика требаат некаде околу 500 садници за хектар, но како што гледаме и како што знаеме каква е климата во Македонија, неопходно е да се има и систем за наводнување. Ви благодарам за ова мало гостување во емисијата Бразди, за ова информации до земјоделците. Верувам има доста заинтересирани земјоделци кои што се интересираат да се зафатат со производството на лешници. Ви благодарам, ве фативме низ обиколка низ Македонија, ве сте дојдени директно од Италија. Grazie a voi. Ви благодарам на вас, значи сите заинтересирани може да го посетат нашиот сајт. Sito lesnikmak.tk